Последни вести денеска. Добро вечер. Раководството на крилото на Алијансата за албанците, предводено од Таравари, вечерва во седиштето во Тетово одржува состанок на кој што се очекува да ја потврди одлуката за излегување од владата. Таму се уште е Игор Манасиевски, во живо го имаме во вестите, па да чуеме Игор, до каде е состанокот и кога може да се очекува исходот? Така, Борче, веќе саат и 45 минути за затворени врати се дискутира, се дебатира. Најавено од пред малку е дека за 5 до 10 минути би биле изјавите, дека се при крај со состанокот. Она што досега е познато, бидејќи ги чекаме се уште изјавите, дека на овој состанок на Централното претседателство треба да се донесе одлуката за излегување од владата. Тука Таравари ќе ги повика своите министри, заменици, министри, директори да депонираат своите оставки, да демонстрираат единство. Најавата за заминување, за повлекување од власта веќе и вчера беше на некој начин најавена, кога веќе се почнаа да се промовираат своите партиски штабови и Таравари веќе се подготвува и се изјасни дека на локалните избори ќе оди со своји советнички листи, но останува тактизирањето и да дознаеме каков е планот, како ќе тактизираат со ДУИ околу поделбата на градоначалничките места во овој крај. Каков ќе биде исходот? Кратко само да ја погледнеме изјавата која што даде Таравари на отварањето на еден таков штаб вчера. Qeveria disi u hup në rrugën drejt bashkimit evropian. Situata në administratën shtetërore fatkeqësisht e shifni, ka një marginalizim të jashtëzakonshëm dhe tendenca që shqiptarët të marginalizohen, dhe Aleanca për Shqiptarët ka vendosur që nesër, se mbas nesër, në organet partijake të vendosën me dignitet kur krejt vrapojnë për ty në qeveri, ne jemi mësut dalim prej qeverie për të kthyer më fuqishëm, sidomos në pushtetin lokal, e mandej edhe në pushtetin qendror. Duam kur jemi në qeveri, mos jemi kukë. Така, во секој момент очекуваме да не повикаат за изјавите. Ако тоа се случи додека траат вестите, ќе побараме и директно вклучување да погледнете кои се последните одлуки што ги донеле тука во Тетово, Централното претседателство на Алијанса за албанците, крилото на Таравари. Така, Игор, за сега ти благодарам. Како што кажа, доколку има обраќање во текот на вестите, се вклучуваме директно да го чуеме Таравари. Тетовскиот суд в петок ќе ја соопшти пресудата од повтореното судење за пожарот во модуларната болница од 2021-та, во која што животот го загубија 14 луѓе. На денешното посветно рочиште обвинителството и одбраната на двајцата обвинети екс-директори ги дадоа завршните зборови, но семејствата на жртвите сметаат дека вистинските виновници не се опфатени со процесот. Се знае вината што е за модуларната, не се виновни овие што се виновни сега за пожарот што се случи во модуларната, се виновни зашто не се биде внимателни на работното место. Дали имаше ПП апарат или не. Не е виновен за пожарот, како се случи пожарот во модуларната болница. Обвинителството не е заврши работа како што треба. Независниот синдикат на полицијата излезе на протест, од кој што побара основната плата во полицијата да биде најмалку минималната плата, како и воедначување на судската пракса на цела територија. Од МВР велат дека постојано се во разговори со синдикатите за унапредување на правата на полицајците. Во различните градови во државата судовите кажуваат дека на едни полициски службеници треба да се исплати повеќе плата, а во Скопје велат дека ни е доволно оваа плата што ја зимаме. Со овие пресуди колегите имаат наплатено и е докажано дека нивната плата е испод минималната, а за жал скопските судови вели дека тоа не следува. Тука доаѓа до еден огромен револт, до една огромна невоедначеност на платите. Постојано сме во разговори со сите полициски синдикати и заедно се предлагаат и прифаќаат решенија за унапредување на статусот и условите на полициските службеници. Министерот за надворешни работи Тимчо Моцунски во Шведска се сретна со неговата колешка Марија Малмер Стенергард, од која добил силна поддршка за евроинтеграциите на земјава.
Имавме плодна дискусија, поврзана и со предизвиците на кои што ги имаме ние на нашиот пат кон европските интеграции, каде што отворено кажавме дека нашето очекување дека процесот на проширување ќе престане да биде мерен по однос на субјективни билатерални критериуми, туку ќе почнеме да бидеме мерени по однос на мерит и на објективни фактори. Тоа што го слушнав беше охрабрување за нашиот пат кон полноправно членство, ветување дека се Шведска ќе продолжи да биде конзистентен поддржувач на политиката на проширување и секако ќе продолжиме да дискутираме и за многу други билатерални прашања кои што и како влијаат на нашите граѓани, на нашите македонци кои што живеат во Шведска. Корупцијата и нереформираната јавна администрација и натаму се клучните проблеми за побрз економски развој на земјата, порача од организацијата Македонија 2025 на почетокот од годинашниот самит, на кој што присуствуваат над 500 гости, економски експерти, директори на think-танкови, поранешни и сегашни премиери и министри. Како општество, мислам дека немаме изградено консензус каква држава сакаме да имаме, каква економија сакаме да имаме. Од една страна сакаме пазарна економија, од друга страна бараме државен интервенционизам. Сакаме ниски даноци и придонеси, но сакаме здравствен и социјален систем како оној во Шведска. И понатаму бизнисмените се гледаат како профитери, наместо како двигатели на економијата и носители на работни места. Ние имавме 2,8, што не е доволно. Немојте да зборуваме дека тоа е доволно, но доволно е затоа што во третиот квартал и во четвртиот квартал бележевме стапка на растот над 3%, а за првиот квартал од оваа година, имајќи ги првичните индикатори, индустриското производство, туризмот и останатото, не би се изненадил ако имаме меѓу 3,5 и 4%, што ќе представува раст на бруто домашен производ, еден од водечките во Европа. Матичните лекари алармираат. Неколку интерни клиники и клиниката за кардиологија го блокирале издавањето итни упати преку системот Мој термин. Од Мој термин потекот го објаснуваат со утврдени злоупотреби, но ветуваат дека ќе се надмине. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Нема термини за итни приоритетни пациенти на интерните клиники и клиниката за кардиологија, реагираат од Сдруженијето на приватни лекари. Доктор Лилија Дервишова објаснува дека од минатата недела голем дел од болниците од интерна медицина и кардиологија ги блокирале барањата за итни упати. Дел од пациентите, иако редовно плаќале здравствено осигурување, биле принудени да се лекуваат во приватни клиники. Минатата недела исто не можевме и денеска понеделникот повторно имаше пациент кој што беше со потреба да треба да се упати итно на интерно, беше блокирано. Значи, сметам дека Мој термин кога го креиравме, воопшто не беше размислувано да се ставаат блокади на итни упати. Не е прв пат, го замолувам Мој термин контролата да се ја појача на повисоко ниво и во прв минут кога докторите ќе прават блокади да не можеме ние да ги услужиме пациентите, веднаш да ги одблокираат. За матичните доктори е поразително што секој нов министер почнува од почеток и никогаш нема континуитет во подобрување на системот. Толку често се менуваат министрите што веќе мислам дека депресивно ни влијае на сите нас. Не може иде нов министер, почнувате прво. Почитувани, треба Мој термин да се апдейтира, да се надогради, да го усовршиме. Па ќе дојде сега друг министер, па трет, па четврт, па пет и цело време ние почнуваме од нула. Значи мора да има и тој што ќе дојде следниот да има точки, значи стратешки барања. Мој термин да се надогради, пациенти на ПЗУ. Тоа ни се стратешки барања. Не може дојди замениси, никој не гледа за народов потребиве. Овие луѓе плаќаат уредно здравствено осигурување. Канал 5 побара став и од системот Мој термин. Утаму објаснуваа дека поради различни причини до Управата за електронско здравство се доставуваат барања за поставување привремени забрани за упатување пациенти, вклучително и итни случаи. Според Мој термин тука спаѓаат времено реновирање или затворање на дел од установата, отсуство на лекар или намалени капацитети, почитување на правилата за упатување согласно законската регулатива. Например, за одредени специјализирани клиники на терцијарно ниво не е дозволено директно упатување од матичен лекар.
Исто така упатуваа дека итните пациенти може да се обратат и до ургентниот центар 24/7. Одматичните доктори апелираат дека треба да има повеќе термини во болници, каде што има и над 60 специјалисти, а нема термин за преглед. Како што објавивме на почетокот од вестите, раководството на крилото на Алијанса за албанците, предводено од досегашниот министер за здравство Таравари, вечерва во седиштето во Тетово одржуваше состанок на кој што и се очекуваше да се потврди официјално одлуката за излегување од владата. Нашиот новинар од терен Игор Манасиевски веќе најави дека за кратко се очекува да заврши состанокот. Последните информации, веќе е завршен состанокот и Таравари веќе дава изјава, но во моментот дава изјава на албански, го чекаме моментот кога ќе даде изјава на македонски, па ќе се вклучиме директно. Од она што досега го знаеме е дека Таравари веќе претходно најави дека ќе излезат од владата, но дека тоа ќе биде привремено и ќе се вратат посилни прво на локално, па потоа на централно ниво. Беше состанок на председателите на ограноците, на многу функционери, на Алијанса за албанците, на која што констатиравме дека минатата година со гордост ја донесовме промената во албанскиот блок после 20 години. И за тоа сме многу горди. Меѓутоа, промените што ги ведивме, за жал, не ги испорачавме. И тоа секојдневно граѓаните не критикуваат. Затоа, ние одлучивме да се вратиме кај граѓанинот. Да побараме од нив доверба во октомври за локалните избори. Кога со Влем се обидувавме околу 6 недели, иако имаме сопствени советнички листи, да изнајдеме начин за меѓусебна поддршка за кандидатите за градоначалници. Меѓутоа, не успеавме во тоа и денеска констатираме дека доколку има недоверба во тие што се членови на владата, доколку има конспирации и секакви сомнежи, немаме што бараме таму. Едноставно, подобро да бидеме надвор, да се вратиме граѓанинот, да го слушнеме нивниот глас, инаку, да бидам искрен, има огромно незадоволство од сите граѓани, меѓутоа посебно од албанците, за тоа како владее Влем во оваа влада. Што се основните незадоволства? Например, балансерот се тргна и ние ветивме во ноември или декември дека ќе го донесеме законот за правична застапеност. Сега сме веќе 12-13 мај, никаде не е законот. Може би оваа ќе биде тригер фактор за да балансерот помине овие денови, да ни покажа дека вие не можевте, ние го донесовме, меѓутоа и тоа е допринос, и тоа е помош. За жал, мора да констатираме дека во повеќето институции албанците се жалат дека третманот за тие вработени во администрацијата дека е полошо отколку порано, што нас искрено не загрижува. Исто така, многу ни е битен и европскиот пат на Македонија. Ја мислам дека оваа ќе биде тежок период за Македонија. Многу е битно што поскоро Македонија да биде дел од Европската Унија, а ние и како опозиција, впрочем како и кога бевме во власт, се обидувавме во овој правец да фасилитираме и да помогнеме колку што можеме. Така да не ни преостанува друго нешто, освен да кажеме дека одиме во опозиција, се враќаме меѓу граѓаните и во октомври се враќаме со мощни добри резултати на локалните избори. Ви благодарам. Така, тоа беше обраќањето на Таравари по завршувањето на состанокот на раководството, каде што и официјално беше потврдено дека излегуваат од власта и преминуваат во опозиција. Го чувме Таравари, ги објасни причините, дел од нив се и незадоволството, особено на албанците, од владењето на Вреди. Сите поенти од неговото обраќање и од состанокот на денешното раководство ги наоѓате на нашиот вебсайт и во едно од утрешните изданија на вестите. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.